Славна Дебрца е еден крај кој што располага со прекрасни природни убавини, со недопрена природа, со многу културно-историски знаменитости, меѓутоа и со многу богато историско и револуционерно минато. Дебрца би кажал дека е синоним на непокорната прсјачија. Таа е епска вертикала на македонските страдања и вознеси низ вековите. Областа Дебрца ја содржи сета славна македонска историја. Војувала ни сите векови на робства и владенија за да обстои. Војувала и возвишувала. Дебрца со сета своја географија, со сите световни и духовни величија, со срце и со душа се вградила во темелите на македонската држава. Дебрца со право се смета за пантеон на македонската слобода. Славна Дебрца е македонско светилиште од времето на Свети Климентовата Кутмичевица. Патната комуникација вија Игнација, позната во античкиот период како Кандалички пат, чие име го носи по Кандаличките планини, односно по старото име на Караорман и Плакенска планина, чија 9-километарска котлинско-планинска делница југозападно врви низ Дебрца, кој го поврзува римскиот империјален центар со Балканскиот полуостров и со Мала Азија, односно го поврзувала Рим со Цариград, има големо влијание врз изградбата на безброј антички утврдувања, бедеми, каструми и на десетици градски центри, посебно за време на реобновувањето на оваа патна комуникација, која се случила во 130-та година пред новата ера, кога Дебрца е дел од македонската римска провинција, чија обнова траела 44 години. Денеска остатоците од овој древен антички пат во должина од 100 метри можат да се видат во шумовитиот дел на левиот Кајнерски брег на излезот од Ботуската клисура во правец на Требениште. Некрополата Требеништа се наоѓа на 9 километри северозападно од Охрид, помеѓу селата Горенци и Требеништа, како и под самата траса на магистралниот пат Охрид-Струга-Кичево-Скопје, недалеку и источно од северната половина од пистата на Охридскиот аеродром Свети Петар и Павле. Откритието се случило во мај во 1918 година, кога случајно бугарските војници на локалитетот Сува Чешма ги откриле првите 5 богати гробници, а потоа со стручно лице од Софија биле откриени уште 2 такви гробници.
Вкупниот број на сите откриени гробни прилози од 7 гробови, евидентирани и однесени во тогашниот Софијски народен музеј, изнесува 258. Меѓу нив како ексклузивни наводи се двете златни посмртни маски кои ќе предизвикаат различни толкувања кај научниците. Тој период одекна во светската археолошка наука како многу интересен и значаен период. Иначе дотогаш беа познати микенските златни маски, ама тие беа 1000 години пред од Требенишкиве и овие затоа се значени затоа што се појавуваат после 1000 години, а со истата таа намена, значи се ределе на лицата од луѓето, разни толкувања има зашто се ределе кај побогатите покојници за да ги пренесуваат пораките од живите кон мртвите и така натака. Овие 7 гробови предизвикале вистинска сензација во тогашниот археолошки свет, а кај обичните луѓе почнал да се шири митот за златните маски. Во времето од 1930 до 1934 година преземени се овој пат организирани археолошки скопувања на истиот локалитет од страна на професорот Никола Вулич од Белград, кој открил уште 6 богати кнежевски гробови. Во рамките на овие богати гробови откриене речиси истоветен материјал како и од оние 7 гробови откопани од бугарите. Археолошкото богатство од благородни и неблагородни метали, керамика, стакло, килибар, најверојатно припаѓале на тогашната племенска аристократија на анхелеите или енгелејаните. Овој материјал сосема легално е однесен во тогашниот музеј Кнез Павле во Србија. Последно се вршени археолошки истражувања 1972 година, кој што ги водеше археологот, нашиот претходник, мојот колега Владо Маленко, а јас имав чест да работам со него, така да исто така откриваме околу 23 гробни целини, кои што исто така нема многу богат материјал, но во археолошка смисла беа многу значајни и богати и тие денеска се спомнуваат како дел од Требенишката некропола, како многу значајни артефакти од така некаде од 6-тиот, 5-тиот век пред нашата ера.
Уште во крајот на 3 век во Дебрскиот регион ќе почне да се чувствува новата религија наспроти паганството. Во времето на Диоклецијан во овие краеви прв ќе пристигне свети Еразмо, кој прв ќе го проповеда новото учење христијанството. Врз основа на истражувањето на локалитетите низ Дебрча, врз основа на археолошките податоци од истражувањето на локалитетите низ Дебрча, како и врз основа на расширеното народно предание и култ кон светецот, речиси без исклучок се смета дека античкиот град Дебрец бил градот каде што свети Еразмо еден подолг период ја извршувал својата мисионерска дејност. Тој таму се задржал подолго време, работејќи како мисионер, вршејќи разни чуда меѓу локалното население, меѓу кои и воскреснувањето на синот на видниот ликнидец Анастас и покрстувањето на 40.000 нови верници. Се уште во рамките на римската епоха, тука се пројавуваат првите проповедници на христијанството, тоа е светиот Еразмо, кој што доаѓа во Охридскиот регион во времето на Диоклецијан, крајот на 3 и почетокот на 4 век до 305 година. Диоклецијан управува и тој е еден од најсуровите владетели кои што императори кои што е против христијанството. Свети Еразмо одиграл значајна улога во Ликнит со својот престој тука, и тоа особено се покажува подоцна, не во тие времења, бидејќи е прогонуван од овај крај, после околу 300 година се враќа во Италија и таму е погубен од властите на Диоклецијан. На Вишовиот рид, во непосредна близина на селото Требеништа, на 1500 метри надморска височина, се наоѓа Требенишкото кале. Горе на зарамнетото плато, на површина од 7 хектари, до неодамна археолозите трагаа по утврдените антички градови Енкелеана, Керакс, Сатион, Бојон и древниот град Дебрец, кој го споменува историчарот Полибий како град во Десеретија, што го освоил македонскиот крал Филип V. Проучувајќи го пространното житие за свети Климент Охридски, напишано од Теофилахт Охридски, каде што е запишано дека во 893 година свети Климент Охридски најпрво градот Дебрец го одбрал како седиште на неговата епископија, како прв епископ на Древница Велика, од каде што ја започнал неговата просветителска мисија во Македонија, преку замена на византиската иерархија со домородна, проповедувајќи, богослужејќи на староцрковен македонски јазик, положувајќи ги темелите на македонската писменост и првиот Всесловенски универзитет, археологот Виктор Лилчич Адамс во 2019 година ја пронајде и ја утврди точната локација на првиот епископски центар во Македонија како составен дел на Охридската архиепископија на градот Дебрец, кој е дел на Десеретија, градот со вткаени дострели на силната средновековна цивилизација, кој со своето исконско пулсирање повеќе од 1000 години ги поврзува старите во новите времења.
Значи, ние често кажуваме дека Дебрца е оаза на природното наследство, меѓутоа можам да констатирам и тоа дека Дебрца покрај што изобилува со извонредно природно богатство е оаза и на културното наследство или поубаво кажано оаза на цивилизациите. Факт е дека векови назад на овие простори не сме биле сами, дека тука се испреплетувале најразлични цивилизации и најразлични култури. Потврда на тоа е и фактот што општина Дебрца изобилува со извонредно голем број на археолошки локалитети и токму поаѓајќи од тоа ние минатата година, ако се сеќавате, по овој период промовираме еден проект кој што исто така го спроведуваме заедно со Филозофскиот факултет, а тоа беше антрополошка топографија на најзначајните археолошки локалитети во општина Дебрца, при што беа таргетирани 10 такви локалитети. Ова година исто така со финансиска поддршка на општина Дебрца ја продолжиме таа активност и се концентрираме на проектот Тревенишко каре. Извршени се истражувања на Тревенишкото каре и токму денеска ќе бидат презентирани резултатите од тој проект. Нашата заложба, сето ова што го правиме е во рамките на нашата заложба Дебрца навистина да ја промовираме во една високо рангирана природна, културна и археолошка туристичка дестинација. И токму затоа во наредниот период ќе продолжиме со тие активности, се ова што досега беше истражувано од страна на истражувачкиот тип предводен од раководител на тимот професорот доктор Виктор Ричи Адамс. Ќе ги продолжиме во наредниот период. Нашата заложба крајно е навистина со оглед на тоа да најзначајниот археолошки локалитет кој што го има Дебрца, тоа е Тревенишкото каре и Тревенишката некропола, да го преуредиме задружниот дом во село Тревениште и да го претвориме во споведен дом на археолошкото наследство на општина Дебрца. На тоа не обврзуваат и 100 години требатели. Се концентриравме на најглавниот, после, значи, проценката за тоа кој е каков, од каде, свативме дека Тревенишкото кале представувало град во кој што екзистирал во долговременски период, но не очекувавме дека би се открил нешто повеќе од онаа раната антика, значи од времето на екзистенцијата, односно закупувањето на представниците, господарите, нели, на Тревениште, на Тревенишкото кале, во Тревенишката некропола, што е светски позната некропола. Значи, очекувавме да откриеме некоја рана антика, архајски период, рана антика и нешто, можеби малку, јас верував до оваа година дека постоело горе на врвот едно мало рано-византиско кастелче, утврдување од времето на Јустинијан. Можеби како набљудувачница, спекула за трансфер на сигналите за аларм, значи кон големиот град Лиг. Меѓутоа оваа година, гледате, откривме неочекувано, значи еден поголем временски континуитет, екзистенцијален континуитет на локалитетот. Значи, видите, локалитетот е мерен 1997 година, прва планиметрија. Меѓутоа сега овие 2 години лани го посетивме, уточнивме нешто, значи југоисточниот дел на зидот го откривме, оваа година откривме и остатоци од култен објект горе и откривме податоци оваа година кои што укажуваат на живот, значи континуиран, на една, би рекол, една доста силна, јака, компактна човечка заедница на Тревенишкото кале. Тоа е површина од околу 5 хектари. Во периодот, ете да речем, од архајскиот, иако Васил Лактов споменува уште и постар, бронзенодобен културен хоризонт, но сега тоа треба да се сондири, да се потврди тоа. Значи, па се низ антиката, римскиот царски период, доцната антика, рано-византискиот период, како што откривме оваа година, не е кастел, туку компактен живот на една силна заедница. Па, гледате и средновековниот културен хоризонт не изненади. Ние минатата година добивме, како да речам, навестување, знак прелиминарен преку откривањето на еден средновековен бронзен крст енколпион од некој 12 век, горе тука е датирањето, со представа на Исус и евангелистите, 4 евангелисти. Меѓутоа, оваа година излегоа и чанкастите византиски монети, тип Уранискос, уранче, мало небенце, па откривме и успеавме да евидентираме, да мислиме дека зидот околу градот бил репариран, бил протогено изграден во доцната антика, можеби и во рана Византија, во 6 век, во средниот век бил репариран, крпен, правен, пустен, ќе видиме, треба да се сондира и да се провери.
И би рекол, сензација беше откривањето на контурите на средновековен храм и остатоци од скелет на еден скелет од еден гроб кој што илегалните трагачи го отвориле во близина на црквата, значи на храмот, во една јама, меѓутоа го оставиле како череп, нели? И тоа е едно интересно сознание што укажува дека градот во средниот век постоел, значи екзистирал низ најверојатно 10-11, меѓутоа 12-13 според монетите и до 14 век. И сега дојде, значи со свој црковен храм, и дојде сега до еден момент, дојдовме да размислуваме со оглед на големината на градот, стратегиската позиција на оваа локација која што го контролира оној премин на тој крстосница на патиштата што доаѓале, да речеме, од Кичево кон Охрид и од Рим, од Дебар, да речеме, или од Ќафасан, од Струшко кон преку Лиоишта на Косел, поврзување со Вија Игнација, нели, на кај Опенце и на кај нагоре на кај Ресенско, нели. Така да тоа е причината поради која се издигнала една моќна елита, владетелите на градот, нели, оние што се погребани долу во некрополата Кревенишка Горец, нели. Така да и што живееле, ето што екзистирале тука, ние не можеме да одговориме сега на прашањето како било името во раната антика. Можеби се споменуваат повеќе градови, нели, Енгелана, Керакс, Бојои, Сатион, например, уште некои други во оние немирни времења кога се доаѓале римските легии и Тит Ливи ги запишал овие имиња. Сега тоа треба еден среќен наод да се открие името на тој рано антички архајски град, но еве мислиме дека сега во овој момент во средновековниот период со овие наоди можеме да речеме да, ете, јас сум цврсто убеден за сега, да го насетуваме, името на средновековниот град, а тоа би бил градот Дебрец, нели? Првпат називот Дебрца се споменува во протоколот на Цариградскиот собор во 879 година, кога оваа регија е во составот на градот Лихнидос. Се смета дека ова име потекнува од градот Дебрец. Дебрцкиот крај уште во 8 век станал привлечно подрачје за бугарската држава. За време на бугарскиот цар Борис Прави Михајл, македонските територии во военно-административен поглед биле опфатени во неколку комитати. Ова регија била опфатена во комитатот што ги опфаќал Деволските краишта. Свети Климент и Свети Наум, најпознатите ученици на браќата Свети Кирил и Методи од Солун, по нивната мисија и прогонството од Моравија, првично дошле во Дебарца. Најпрвин, Климент во 886 година, потоа и Наум во 893 година пристигнале во областа Котвичевица, која се наоѓа на територијата на денешна Република Македонија, која ја опфаќала Дебарца и некогашните градови Девол, Главеница и Дебрец. Во 893 година Свети Климент Охридски најпрво градот Дебрец го одбрал како седиште на неговата епископија, како прв епископ на Древница и Велика. Науката смета дека најпрво во селото Злести Климент го изградил првиот негов манастир посветен на Мајка Богородица. Епохалното дело на светите браќа Кирил и Методи, кој што во главно ќе се одвива во Моравија, денешна Чешка и Словачка, бидејќи имале силен притисок од германското духовништво или латинско, тие ќе бидат прогонети и нивното дело всушност би пропаднало околку нивните свети ученици, особено Свети Климент Охридски, да се разбира потоа и Свети Наум,
нема да го продолжат. Најпрво ќе се обидат тоа во Бугарија, во Плиска, но оно што го доживееле во Моравија од страна на латинското свештенство, истото тоа ќе го доживеат во Плиска од страна на грчкото духовништво. Со други зборови, ваму ќе ги потиснуваат заради латинскиот јазик, а во Бугарија ќе ги потиснуваат заради грчкиот јазик. Така да и покрај тоа што самиот цар имал симпатии кон нив, но сепак ги испраќа во најдалечниот дел од тогашното бугарско царство, во Охрид. И тука Свети Климент ќе развие, односно ќе доразвие словенската мисија на неговите учители. Првпат Деварца во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 година до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Моисе и Самоил, а посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил од 979 година до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир во записите на византискиот историчар Јован Скилица кои датираат од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II во црковната грамота на царот Константин Ацен Тит од 1257 година, во црковните грамоти на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби на македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин и македонскиот владетел кралот Марко од 1371 година. По воената кампања која трајала од 1382 година до 1384 година, во која успеале да воспостават контрола на Источна Македонија, Оспанлиите започнале нова кампања насочена западно од реката Вардар, кон териториите на кралот Марко. Кампањата која започнала во 1385 година под воство на румелискиот беглер бек Тимутар Паша не значела само освојување на Централна Македонија, иако за многу од нив е нејасно времето и начинот на освојување, сепак се чини дека периодот од 1385 година бил пресуден и за Дебрчката област. Како прв сигурен извор за присуството на османлиите во Дебрчката област, се зема еден надпис на византиски јазик во црквата во селото Врбјани од 1410 година. Преводот на овој запис гласи:
1410 година, 11. јуни, Сулеман Паша подари царски ферман од Султан Челеби, синот на Султан Бајазид I, со дозвола богобојазниот свештеник Станоја да изгради црква во Врбјани 6916 година според Хиџра. Уште во периодот на турското робство, во Дебрца крстосувале многу ајдутски и комитски чети. Во времето на ајдутството, пред организираниот вооружен и револуционерен отпор на македонскиот народ, во почетокот и средината на 19. век, во ова област живеел и действувал Кузман Капидан, македонски народен јунак и војвода, опеан во народните песни, но и во песните на ненадминатиот Григор Прдичев. Во првите 100 години од владеењето на османлиите со Дебрцката област, за составот на населението не постојат сигурни податоци. Први пишани историографски податоци за Дебрца се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467-1468 година, каде што во овој дефтер Дебрца се споменува под името како Дебрцза, која припаѓа на румелискиот вилаен Охридскиот санџак под управа на ајдинскиот бек Џунеј бег. Во пописниот дефтер од 1568-1569 година, ова област е заведена под името Дебрца, каде што е заведено дека населението е христијанско. Кога во 1591 година низ Охридско-Дебарската регија поминал патописецот на венецијанскиот пратеник Лоренцо Бернандо, запишал дека Охридско-Дебрцката област, иако е санџак, малку е населен со мухамеданци. Наведените податоци наведуваат дека бројот на христијанското население и натаму бил моштен голем за разлика од мухамеданското. Па за жал 14 век, крај на 14-15, кој ќе дојат пак турците на Балкан и во округ, пак тие најзначајните цркви ќе ги претворат во своји богомоли, како што е да речеме со Света Софија, кој што била катедрала на Охридската епископија, најдоминантна црква, права да биде најдоминантна џамија, тоа што до 1912-13 година ќе стои минаре на едни од кулите на Света Софија. Во 1466 година, речиси сите првенци од Охридско-Дебрцката регија биле протерани во Анадолија. Во пописот на населението во Истанбул од 1545-1546 година, меѓу бројните истанбулски мала регистрирано е и Охридското Дебрцко мало,
чии нивни предци потекнуваат од оваа регија. За овие жители постои и предание, според кое најпрво сите првенци од Охридско-Дебрцката регија биле населени во Анадолија, во селото Кыздели, во околината на Бурса. По неуспехот на востанието, предводено од Ѓорѓија Кастриот, внук на кралот Марко, околу 3000 христијанско население се населува во Италија. По формирањето на ТМОР во Дебрца се создава и првото револуционерно јадро. Револуционерното дебрцко движење влегува во состав на Охридската револуционерна околија, која е дел од Битолскиот револуционерен округ. Во Дебрца во овој период првично действувале македонски полуајдучки дружини, чии што малоброен кадар подосна ќе се вклучи во четите на ТМОР. Охридската револуционерна околија пред почетокот на Илинденското востание била разделена на 5 реони според географски подробности. За секој реон бил назначен војвода. Во почетокот на 20 век, Отоманското царство беше пред распаѓање. На Балканот уште Македонија остана неослободена. Отоманците прават се за да го задржат своето последно упориште на Балканот. Башибозукот, предводен од Беџет бег и семенот Ризо бег, не престана со зулумите низ дебрцките села. Постоеше опасност Башибозукот да ги открие револуционерните чети. Поради тоа, реонските војводи беа приморани востанието во Дебрцкиот револуционерен округ да започне 5 месеци порано, спротивно од наредбата на главниот штаб на востаничките сили, иако востаничките акции беа точно испланирани од горското началство. Реонскиот револуционерен штаб направи план како да го ликвидираат. На 15 март 1903 година во Сатеската клисура илинденецот Ѓурчин Петров Велјанов од Слатино, заедно со уште 2 четници, го отепаа зулумџијата Беџет бег. Истиот ден, Башибозукот на чело со озогласениот Семин Ризо, заедно со 300 души аскер, се наоѓаше во селото Гелмеј. Во селото се наоѓаа четите на војводите Дејан Димитров, Начи Кически, Дабе Христов и Ѓордан Пиперката. Започна 10-часовна крвава борба. Бројчено преполовениот аскер и Башибозук се втурна во бегство на кај Издеглавје. Горе, кај Мудурската кула, четите на селските милиции од селата Мраморец, Турија и Годивје ги чекаа на пусија. Сите до еден ги истепаа. 2 месеца подоцна, истата година, многоброен турски аскер ги сарди со селата во Дебарца. Во Арбино дотераат 218 души, меѓу кои 7 даскали и 9 попови ги врзаа, по 101 година затвор ги осудија, Сургун, Водијар, Бекир ги отераа.
многумина и не се врација. Во времето на организираниот револуционерен отпор кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, во Дебрца многу често престојувал и славниот охридски војвода Христо Узунов. Токму Дебрца била најсилното жариште во Охридско во времето на Илинденската епопеја од 1903 година. Поставениот оперативен план беше наполно извршен во целиот регион. Иако самиот почеток на восстанието беше успешен, сепак зголемувањето на османлискиот аскер беше причина восстаниците да се повлечат. По наредба на Христо Узунов, четите се повлекоа во Курејачкиот реон, кај местото викано Рашанец, плашејќи се од одмазда на турскиот аскер и Башибозук, предводен од Бахтијар Паша, најдоа за солниште 3000 старци, жени и деца. Збегот го обезбедуваат 120 востаници од четите на војводите Аргир Маринчев, Никола Митрев и Цветко Стојанов. Борбата траеше 15 часа. Аргир Маринчев и неговите четници го задржувале непријателот се до предпоследните куршуми. Последните ги задржале за себе. Доаѓа 1912 година. Големите сили, тогашни Франција, Италија, Австро-Унгарија, Англија, Русија, Германија, веќе се договорени не само како да ја срушат Турската империја на Балканот, туку и да ја распарчат Македонија. Подоцна на тој нивни договор јавнаа Србија, Бугарија и Грција. По влегувањето на српската војска во Охридско-Дебрцкиот регион, сите оние македонци кои не ја поддржувале српската окупација биле прогласувани за бугарофили и биле непожелни за српската власт. Во годината 1915, кога српската војска заради неприлики се повлекува од Дебрца, на нивно место доаѓаат бугарските цивилни и воени власти. Следува процес на нов обид на асимилација, овој пат за бугаризација на македонскиот народ во Дебрца, која поради воените збинувања воопшто и не заживува. Во Дебрца во периодот од 1913 година па натаму, во годините што следуваат, значеше укинување на дотогашниот патриаршиски образовен и екзо-бугарски систем и воведување српски училишен образовен систем. Статистичките податоци кажуваат дека во Дебрца работеле 12 училишта со 25 учители директно донесени од Србија. Во овој период, како даскал во Дебрца престојувал и Моша Пијаде. По започнувањето на априлската војна во 1941 година, Дебрца потпадна под италијанско-албанска окупација. Теророт што го прават балистичките орди низ дебарските села од 1941 година па натака даваат голем патриотски порив кај македонскиот народ од оваа регија, кои масовно се приклучуваат во партизанските единици и одреди предводени од Комунистичката партија на Југославија. Дебрца особено е прославена и во периодот на Втората светска војна по неколку значајни настани. На Славеј планина на 18 август 1943 година е формиран првиот македонски партизански батаљон
Мирче Ацев. А истата година, неколку недели, Дебрца ќе биде првата и единствена слободна територија во Македонија за време на Народно-ослободителната борба. Првата македонско-косовска народно-ослободителна бригада е формирана во селото Сливово на 11 ноември 1943 година. Во селото Издеглавје пак бил одржан првиот свештенички собир на кој било иницирано формирањето на Македонската православна црква. Во близина на селата Сошани и Велмеј работела и партизанската болница за време на Втората светска војна. Сакам да потенцирам дека на 21 ноември, односно октомври, се извинувам, 1943 година, во куќата на Јонче Николовски во село Издеглавје, Дебрца, е одржано првото свештеничко собрание на првата и единствена ослободена партизанска територија во окупирана Македонија за време на Народно-ослободителната борба. На првиот свештенички собор 30 народни свештеници, изразувајќи ги стремежите и определбите на православното свештенство и на верниците од цела Македонија, била донесена одлуката за возобновување на Охридската архиепископија како Македонска православна црква, што представува завршеток на вековната борба на македонскиот народ за здобивање на своја независна и самостојна православна црква. Според одлуките на соборот, откажана е секаква юрисдикција на туѓите цркви врз црквата на Македонија, а во црковната администрација е воведен македонскиот јазик. Свештениците и македонските христијани биле повикани да се вклучат во народно-ослободителното движење и со сите сили и средства да ја помагаат народната војска. Тогаш е формирана првата организирана црковна власт, формирано е архиерейско наместништво, а за прв наместник е поставен заслужниот деец и учесник во народно-ослободителната борба Антим Поповски. Потоа, слични иницијативи биле покренати и во другите македонски свештеници во уште неослободените делови на Македонија, подготвувајќи го теренот во својата слободна татковина да се организира православна црква на македонскиот народ.